Попладнево во Париз се одржа собрание на Западноевропската унија. Подпредседателот на грчката влада Теодорос Пангалос, одговарајќи на прашање на пратеникот Александар Николовски, што мисли Грција да направи на 7 декември и дали и натаму, како и владата на Караманлис, формално ќе ја поддржуваат интеграцијата на регионот во Европската унија, а суштински да ја попречуваат. Одговорот на Пангалос го пренесува пратеникот Николовски. Отворено дека позициите на Грција се многу јасни, односно дека бараат име за севкупна употреба со географска одредница, кое што би се однесувало и на внатрешна и на надворешна употреба, вклучително промена на устав, лични карти, пасоши и така натака, кое што секако би се однесувало и на именувањето на нацијата, јазикот, културата и сето на што следува со тоа. Дополнително обвинувајќи дека се обидуваме да ја монополизираме историјата и да го монополизираме терминот македонски, со примери на тоа дека многу луѓе во Грција се чувствуваат македонци, вклучително и негови оци и така натака и така натака. Но клучната поента на целата дискусија беше одговорот за нивните активности поврзани со Советот на Европската унија кој што треба да се одржи на 7 декември, каде што отворено кажа дека постапката на Грција ќе зависи од тоа дали Република Македонија ќе ги прифати или нема да ги прифати овие максималистички барања, односно неприфаќањето на овие максималистички барања ќе значи грчко вето во понеделник на 7 декември.